Почитуван министер за внатрешни работи, господин Панчо Тошковски, почитуван директор на Бюрото за јавна безбедност, доктор Саша Тасевски, ценето раководство на Министерството за внатрешни работи, почитувани колеги, семејства на загинатите и починатите полициски службеници, почитувани представници на владата и дипломатскиот кор, почитувани представници на медиумите, ценети гости, дами и господа. Ми представува особена чест што денеска позицијата дополнителен заменик министер за внатрешни работи ја имам можноста да бидам дел од ова свечено одбележување на 7 мај, денот на македонската полиција. Во хронолошки контекст, изминатите 7 години по Министерството за внатрешни работи заедно поминавме многу фази, реформи во сите сфери на полициското работење. Беше вложена многу енергија, труд, знаење, посветеност, техничко-технолошка, кадровска и структурална организација и надградба на капацитетите на Министерството за внатрешни работи. Се ова го направивме како во насока на континуирано следење на трендовите полициско работење, така и во насока на максимална ефективност и ефикасност во функционирањето на сложениот безбедносен систем. Современото демократско општество постојано е подложно на динамични, континуирани промени и прилагодувања, во обид да биде во чекор со современите текови. Така и полициската професија секојдневно е соочена со безброј предизвици кои се трансформираат, надградуваат, соочувајќи не со потреба од нови и креативни решенија. Почитувани, овој празничен ден не е момент да држиме долги политички говори, туку да се осврнеме на клучното во полициската професија, а тоа се нашите колеги, полициските службеници, кои секојдневно, посветено и неуморно ги извршуваат своите службени задачи. Во оваа прилика одавам признание и им честитам на сите оние кои се вградија во постигнувањето на успесите изминатите години. Одавам признание и почит на нашите полициски колеги, службеници кои повеќе не се со нас, а кои ќе живеат вечно во спомените на нашата колективна меморија преку нивните херојски дела. Нека им е вечна слава. Без сите вас, ценети колеги, не ќе можевме да оствариме нашата стратешка поставеност, да изградиме една европска и модерна полиција, која нуди врвна безбедност и услуга на сите граѓани. Впрочем, за тоа се говореше и во публикуваната монографија МВР за граѓаните 2017-2021 година. За се вкупниот напредок на институцијата, од една крајно затворена и нетранспарентна институција, денеска сме една најтранспарентна и топ 3 институции и сме денеска МВР за граѓаните. Денеска имаме хумана димензија на институција МВР на која граѓаните можат да се потпрат во секое време и во секоја ситуација. Денеска МВР е нашиот прозорец кон светот, линкот со нашите меѓународни партнери ЕУ, САД, Интерпол и Европол. Северна Македонија е прогласена за најбезбедна земја на Западен Балкан од страна на глобалниот индекс за мир. Бидејќи вложувавме во развој на модерна и европска полиција, вложивме 17 милиони евра во подобри услови и изградба на нови полициски објекти, 14 милиони евра за нови униформи и опрема. Ја покачивме плата се за 35% и ги исплативме сите бонус плати. Единствено жалам што немавме кога да издадеме уште една монографија за периодот 2022-2024. Бидејќи во тој период се реализира бројни достигнувања за државата и за полицијата, меѓу кои и успешната организација за прв пат 50-та Европска регионална конференција на Интерпол се одржа во Охрид и самитот на ОПСЕ кој се одржа во Скопје. Секој сегмент од полициското работење изминатите години беше унапреден благодарение на вашиот труд, посветеност и професионализам. Без вас напредок ќе беше само мислена именка. Ви благодарам од срце за сите убави моменти од 2017 до денеска. Со гордост можам да кажам дека успеавме МВР да ја направиме МВР за граѓаните. Уверен сум дека создавме одлични услови за македонската полиција да остане непокоблив беден во заштита и исправување за законите и гарант на личната и имотната сигурност на граѓаните. Ви го честитам 7 мај, денот на македонската полиција, и ви посакувам успех како на професионално, така и на приватен и личен план. Да живее македонската полиција, да живее Македонија. Ви благодарам.